Фискалната стратегија 2027-2031 година и законот за ново задолжување од 260 милиони евра, теми за препукување меѓу пратениците од опозицијата и власта на седницата на Комисијата за финансирање и буџет. Има или не услови за одржување на седницата и сменетиот дневен ред, во кој прва точка стана заемот од 260 милиони евра кој треба да се донесе по скратена постапка, па потоа фискалната стратегија ја одлагаа неколку пати расправата со по 1 час пауза. Оние од опозицијата беа лути дека се смени дневниот ред и како што кажа, за власта е поважен заемот кој се носи по скратена постапка отколку стратегијата. Затоа што нема скратена постапка за 320 милиони евра ново задолжување на луѓето. 260 милиони плюс камати за 320 не може да биде од мал обем. А бидејќи вие очигледно сте навикнати дека 320 милиони задолжување е ништо за вас, затоа што се задолжувавте и милиарда, во 2 години 2,5 милиарди, нормално дека ќе кажувате дека треба во скратена постапка. Да не зборува за фискалната стратегија прво пред задолжување е купување на време. Ајде. Власта пак смета дека има просторни услови и простор за дебат. Стратегија обезбедивме просторни услови, бевме максимално коректни. Ве замолувам вас како председателка на комисијата да не правиме одредени заобиколувања на процедурите и веднаш и неодлучно да продолжиме со работа. Мислам дека деловникот е јасен, дека рокови има, сметаме дека ние сме во право со нашите аргументи, така да не сметам дека некој треба сега тука да прекинува со работа, затоа што сите можни аргументи се одземени. Ајде да работиме и ајде да дискутираме за она кое што вие сметате дека можеби не треба да се донесе, а ние сме уверени дека сме во право. Собранието вчера изгласа потребата законот за ново задолжување од 260 милиони евра да се гласа по скратена постапка. Со фискалната стратегија пак 2027-2031 година се коригира надолу стапката на раст на бруто домашниот производ за годинава од првично планираните 3,8 на 3,5%, но и таа на инфлацијата која оди нагора, па годинава наместо 2,5 се планира да биде 4,5%.